Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnova. Houston, we have a problem. Dobrodošli ušte jedno, Milenko Nedeljkovski, radio, popladnevno večerno show na radio Slobodna Makedonija. Radio koje očigledno na mnogo brz начин застана сцената во Македонија, пред се на информативната и аналитичната сцена за анализа на податоци. А ево од оваа сезона се очигледно наметнува и со серија други емисии со култни водители од типот на Драган Бесоточка Костич или со сериозна спортска редакција и многу озбилна информативна редакција и овие емисии со многу познати, реномирани и докажани луѓе од областа на политиката, верата, дипломатијата и други сфери. Денеска мојата емисија ќе започнам со подсетување на моите хорски денови. Имено ја пеев во хор, академски хор Мирчацев. Од 1979 па 10 години после тоа. Во кој воедно 4 години бев и председател на хорот. Во години кога, да кажеме, го освоивме првото место на интернационалниот фестивал во Мидлсборо, во Англија. Во конкуренција на 200 хора од цел свет Мирчацев беше прв, инаку Мирчацев има уште една престижна награда на исто така исклучително престижен хорски фестивал, тоа е во Лангхолен. Меѓутоа тоа е во 70-те години кога јас бев се уште гимназијалец и не пеев во тој хор и таму имат освоено прво место. Во еден период во 80-тите години во хорот дојде една девојка да пее со исклучително убав глас, алт, длабок женски глас. Мислам дека пееше втор алт, не мислам, него сум сигурен. Кој се викаше Мимоза Ристова. После долго години секој си отиде по свој пат во својата кариера. Сите од хорот, некои се веќе и починати, како, например, Раде Чело и така. Владо, бас баритонот и така. Но, ете, Мимоза Ристова во последните неколку години се појави на македонската сцена како реномиран професор и научник, иако не ја владеам проблематиката која таа има како професорка, меѓутоа така велат дека е добра професорка, добар научник, добар. Си ја заслужува титулата, меѓутоа попозната од тоа во јавноста стана како активист, функционер на СДСМ. И тоа онака страствен, би рекол запален. Одам со овој вовет од широко кон од надвор кон внатре за да кажам дека има неколку луѓе од политиката во СДСМ кои сум ги штедал долго време. Например, Игор Шема, заради братот на неговата мајка, или Мимоза, ете, заради овие некои сеќавања заеднички, меѓутоа доаѓа време кога тоа веќе така не може да биде. Премногу ќе е тоа непрофесионално од моја страна да премолчувам. Па така, вчерашниот мислам дека е, значи во овие 2 дена, дали е понеделник, дали е вторник, барање од актуелниот премиер на Република Македонија Емил Димитриев
Mimoza Ristova da mu se izvini zaradi jedan tekst so bezobrazan naslov. Najde na njezin odgovor koje ne je izvinuvanje i duri ako se pročitat argumentite i ne treba tada da se izvini, zato što praktično sajtovi koji se pod pokroviteljstvo na Soros, a osobeno koji se vo poslednjite godine i nešto direktno finansirani i plaćani od džep so crni pari, so keš pari od Zoran Zaev, tije sajtovi praktično naođat bilo kakov tekst i potom davac sosema drug bombastičan naslov i je izmenuvat suštinata na tekstu. Pa taka i ovaj tekst na Mimoza Ristova. Znači to go vaka, da kažem, opravdujem ili priznavam deka tekstu ta što go pišala nema ništa navreditelno za Emil Dimitrijev da bara od neze da se izvini. Međutim, Emil Dimitrijev se bara izvinuvanje vrzbaza na nezin tekst pojavljen vo portalu kada što naslovo ti isključitelno navreditelan. I to će go ostavim na strana, među njih dvajica, međutim, ako se zanimavam so deloto tekstot pri ovoj dopis koji treba da je izvinuvanje, a ne izvinuvanje od Mimoza Ristova, to je delo od kada što ta objasnuva praktično pravi koristejkija prilikata da se obrati do aktualnog premijera Republika Makedonija. Ovaj premijer predložen i izglasan od VMRO za sproveduvanje na izbori na 24. april. Praktično odgovarajući mu pravi jedan politički pamflet kada što glavno to što go pišuva je sledното. Jaz, znači ta, isključivo ke se zanimavam so kritika na korupcijata i klientelizmot, zavraćanjeto na vladenjeto na pravoto i čovekovite prava, sveopfatno se zalagam za nulta tolerancija na kriminal od bukvalno sekoj storitev, za bezuslovna sloboda na govorot, za humano građansko opštestvo, socijalna pravda i prava na životnite. Ete, za to, ke se zanimavala Mimoza. Pa tako da ova hard rock core sedosomovska aktivistka, ta beše i funkcioner, pa podnesuješ ostavka se i odeše se vraćaš i tako natamu. Ima 8 točki so koji se zanimava od sega pa natamo i vjerojatno i do sega se zanimavala. Broj 1 kritika na korupcijata, broj 2 kritika na klientelizmot, broj 3 vladenje na pravoto, broj 4 nulta tolerancija na kriminal za bukvalno sekoj storitev, broj 5 bezuslovna sloboda na govorot, broj 6 i 7 humano građansko opštestvo i socijalna pravda i broj 8 prava na životnite. Pa jaz napišem danas jedan tekst kada što na Mimoza, na koleškata Vtor Alt od akademski odhor Mirčacev od pred 30 godini. Sakam da im posočam deka samo deklarativno, deka nekoj je za kritika na klientelizmot ili nulta tolerancija za kriminal ili prava na životne ili bilo što od ovih njezini 8 točki, samo deklarativno od tastatura prefarleno na ekran ne je dovoljno. Odnosno, to je foliranje. To je manipuliranje, to je politikanstvo, to nema vrske s realnost. Sosema sprotivno, site akciji na Mimoza i site akciji na nezinite šefovi, znači Branko Crvenkovski, Radmila Šekerinska, Zoran Zaev, site akciji na nezinata partija, kažuvat sosema sprotivno od ovih 8 točki su koja ta isključivo ke se zanimavala. Pa taka, da odam pored. Točka broj 1, od nezinata borba, odnosno zanimanje, što se zanimava, je kritika na korupcijata. Međutim, jaz kaj neja, kaj Mimoza, nikoj okolo Mimoza, ne vidov ništo napišeno ili izgovoreno, so nezini od Dlabokalt ili nekoj drug glas, vo vrska so, na primjer, 1 euro za Victo, nitu za 8 miliona za Global, nitu za serija drugi zona super skapa ulica Boemska,
ako je principijelno, a očigledno ne je, bi se zanimavala i so ova korupcija. Izgleda kaj nema korupcija, ima samo jedna strana. Iako veli deka znači kompletno ke se zanimava, ova ne mi liči kompletno. A ako saka da se zanimava so korupcija, ti go 1 evro za victo. Neka počne od toa. Vo točka 2 veli ke se zanimava so kritika na klientelizmot. Ama ne sam pročital od Mimoza da se zanimava so kritika na klientelizmot i na klijentite kon 100 milioni evra potrošeni od Sorosova Makedonija. Inaku Soros potrošil 760 miliona vo Srbije. Mislim, samo ovakva kao jedna sporedba. Znači, kako što pravime so klijentelizmot na razni proverki na fakti, vistinomeri, top temi, kontravesti i slično, kada što su istureni milionski sumi na sajtovi so po jedan čovek. Točka 3. Vladenje na pravoto. I to veli za bukvalno sekoj storitel, ova mi je favorit od neze, vladenje na pravoto. Zato što sekoj kriminalec što beše priveden na raspit, Bučko, Zajev, Kežo, Monstrumite, da ne brojam do kraj, beše propraten so poprečuvanje na pravdata i pravenje pritisok vrz vladenjetu na pravoto od strana na partijata na Mimoza. Mimoza molčeše, zgora na toa 2 decenije mina od jednopartijskoto parlamentarno preku noć postavuvanje na nekolku stotini sudiji, site od SDSM kadri, vo sudството во Македонија, a se ušte se tamo, a Mimoza zbor ne kaže za ova kadrovsko-političko ekipiranje na poziciите kade treba da vladeje pravото. Znači, ako treba da vladeje pravото, što pravime so Zajev, koji ja ruši državata, koji ima serija teške krivičnih dela, koji ima serija krivični prijavi, koji ima sude, koji je izložen na sudenja, koji beše amnestiran od Branko Crvenkovski. Vladenjete na pravото, veli Mimoza Ristova, to dodava za bukvalno sekoj storitel. Evi go bukvalno storitelu, tako saka veki. Veli vo 4. točka, nulta tolerancija za kriminal za sekoj storitel. Ako je nulta tolerancija za kriminal, što pravime so Biškarniko na Mirčo, što pravime što Bučko se ušte ne je odležuvena zatvorska kazna, što pravime za 1 evro za viceto, za nelegalno nabavените prislušuvani materijali, što pravime so Veruš, so Čauš. Beskrajen je ovaj spisak. Ama ne tekst, bukva nema od Mimoza za bilo što od ovaj kriminal za bukvalno sekoj storitel. Pa u ova točka, znači nulta tolerancija za kriminal za bukvalno sekoj storitel, u ta točka praktično ta go crta fotorobotot na Zajev, na neiziniот lider. Ako saka da se zanimava so nulta tolerancija za bukvalno sekoj, kaj Zajev ima materijal da se zanimava slednite 20 godini. Vo točka 5 ke se zanimavala so bezuslovna sloboda na govor. Ova Mimoza, da vi kažem, beše prvo mnogo zgodna i beše mnogo umna kako mala. I ne znam što stane od neja. Zgodna gledam ušte, ama za ne su baš siguran su ovakvi tvrdenja дека се занимавала со безусловната слобода на говорот. Зошто? Сметам дека со умот не ја напуштила она што се мисли за неја дека е умна, паметна. Зошто? Затоа што незината партија СДСМ и нејзиниот лидер Заев децидно изјавија дека 5 медиуми им се политички непријатели. Каква е таа безусловна слобода на говорот? Кога медиумите ти се политички, соопштуваш дека ти се политички непријатели. Тоа ли е безусловната слобода? Например, барањето да се постави директор на агенција за медиуми од СДСМ, што ќе има дискреционно, значи апсолутно право да одзема лиценци на телевизии, тоа ли е безусловната слобода? Барањето на странските амбасадори да го замолкнат Миленко, Мирка, Дарко, тоа ли е безусловната слобода? Ова тврдење на Мимоза ми личи на безусловно глупирање на некогаш инаку умната девојка. Точките 6 и 7 се за хумано граѓанско општество и социјална правда. Па, ако збориме за хумано граѓанско општество и социјална правда,
Pa da vidimo, renovirani i izgradeni bolnici, sovremeni aparati, besplatan javen prevoz, besplatna banja, žičara, redovno pokačuvanje na penzijite, namesto kražba na jedna penzija i minus 18% od strane nizini od Branko, obrazovni i visoke obrazovne ustavljanje iz celata država, socijalni paketi, minimalna plata. Ne vidov mi možda da se zanimava s ovija potazi na neze omrazenata i vlast. I točka 8 je za pravata na životnite. Okolo ova zanimanje na mimoza i moje to zanimanje su životni iluzorno je kada se nadprevaruvam i da pišujem, no sepak je vek ja podsjetam mimoza da prašam da li reagiraše na aferata Beloto konče koga Gerovski mi zabranuvaše po medijumite da mi go dadat iznomeštenoto životinče, da go odnesem na farmati i tamo da se žive, bez da raboti, bez da bide tepano, bez da vleče. Da ne mi se dalo toa životinče zato što ke sum pravil politički poeni. Toa li se pravata na životnite na mimoza kada što Gerovski smeta deka ako nekoj dobije konče, toa se politički da go čuva za da ne umre na ulici da smrzne, toa pravi politički poeni. Pa taka horska koleške hartijata se trpi. Što bi rekla Mirka Velinovska i na taraba piše pit, ama ne. No potezite vo praksa pokažuva da li je nekoj dosledan i iskren. Pa tako da mislim da ovaj politički pamflet za zanimanje to, za ona sa što ke se zanimava profesorka Mimoza, je samo nezino politikanstvo i nezin klientelizam kon vrvot na SDSM. Nastrana od ova domašna nastapina domašnje lugi znači na sugrađani ima deneska beležiti nastapina dva ambasadori na međunarodnom zajednici, iako to je najsmešen možen zbor. Međunarodna zajednica se ravoti za 3, 4, 5 državi. Ako je međunarodna zajednica, bi trebalo da se i Čile, i Peru, i Kongo, i Nov Zeland, i Kina, site toga še međunarodna zajednica. Ovo je sve nekoliko državi. Znači, imaše dve izjave, jedna seriozna, jedna neseriozna. Prvo će počnem su neseriozната i dođa od ambasadora na Evropska unija u Makedonija, Ivo Oraf. Veli deka žestokite medijumski napadi protiv evropskite posrednici predizvika i podiganje na bezbednosta na predstavnicite na Evropska unija. So toja što, deneska i to ovo sobranije go izjavlja, a Ivo Oraf, so toja što ne precizira od kada stignuva zakanite i od koji medijumi se napadite. Бидејќи јас читав разочарување во просоросовите и просадасамовските медиуми каде што хан го прават бербат и читав најразлични дека го прават се и се што, дали од тие медиуми доаѓаат нападите и какви се заканите, од кого доаѓаат заканите. Се предпоставам дека канцеларијата на Европската унија е сериозна канцеларија, нели, дека треба да работат дипломати и службеници, тие веројатно веднаш пријавуваат. Ама неколку медиуми, вклучително Телма, Дневник и така натаму, веднаш се интересираат во МВР и во МВР велат дека од делегацијата на Европската комисија немаат пријавено за било какви закани досега. Што значи дека ако оди во собрание, а Иво Орав, амбасадорот на Европската унија, да разговара за битни делови, вклучително пржински договор, вклучително избори, датум, опозиција, гласање, негласање, ова, дека имал медиумски напади и дека имал закани, а е представник, висок представник странски, кој е под исклучително силно обезбедување со следење, со пратњи, со коли, со кукички пред резиденција, пред канцеларија. Ако е тој под жестоки медиумски напади, што да кажем примерно Миленко. Ја да му ги фаствордирам заканите кои доаѓаат до мене, така од криминалци, а другари на Зоран Заев, Хаджи Булич и разни и така натаму. Мене во тој случај ќе ми требаат американските Navy Seals за да ме бранат. Толку закани имам.
А Миленко, за разлика от Иво, е мъж и сам си ги решава проблемите. Втората изјава е исто така од Виден, уствари од најважниот странски амбасадор во нашата држава, амбасадорот Джей Слипник од Бейли, американскиот амбасадор. И он тоа го има споделено, мислам, на Твитер. И разни портали разно го третираат. Бейли инсистира сите 4 партии. Бейли инсистира да се пролонгираат изборите. Имплементацијата на договорот пржено е од суштинско значење. Значи, вадење наслови онака, од ракав. И треба да се прочита оригинално. Ambassador Jess Bailey statement in response to questions on the political situation. Okay, very good. Good for you. И еве што пишува Бейли. Implementation of Persian agreement is essential for deepening Macedonia's Euro-Atlantic integration, something that the United States strongly supports. Ништо спорно. The resignation of the Prime Minister is an important milestone in the process. Ништо спорно. So too are credible elections. И тоа ќе биде. We will continue to support the preparations for the elections, notably the work of the State Election Commission, as well as reforms in the media, environment and elsewhere. Реформи, добро. Во медиумите, сега во приватни медиуми, не знам дали може да има реформи, може да има притисок, меѓутоа ете и приватните медиуми нешто договарат, разговарат. Time is short. 3 месеци, 3,5 месеци, 100 дена, 96 дена од денеска. We urge all parts and organizations to participate in elections. Добро. All parties, извинувам. We urge all parties and organizations to participate. Колку што знам, сите партии учествуваат сем СДСМ. Тие што се партнерите на СДСМ, тие се тамо гериатрија, тие не се знае дали ќе преживеат до април. And all organizations, веројатно предпоставам мост, не мост, вамте, тамте, сите тие. That is the best way to improve institutions and ensure a credible process. Се согласувам и со тоа. The United States will monitor progress on this process and make our assessments, as will the European Union, the OSCE and other bodies. Не гледам што е спорно овде, каде он бара задолжително СДСМ да бил ова, да влезел, каде бара да се пролонгираат изборите, каде бара да не биде 24 дена, ништо не може да... Читај, еве и за вас го прочитав. Значи, насловот е едно, како што беше изманипулирана Мимоза Ристова, така насловот и во врска со текстот. Со тоа што овој текст, овој однос на Джес Бейли преку Твитер и обраќање кон јавноста е сериозен текст, за разлика од она изјава дека бил епте многу загрузен Иво Орав, кој го ценам за апсолутно несериозен текст. Најзабавно утре и заутре ќе ми биде испрашувањето на испрашувачот, односно Советот на јавни обвинители. Ја има повикано Кейти Јан, позната како Кейти Јан, а инаку се вика име и презиме Катица Јанева, специјален јавен обвинител, надвор спротивно на Уставот и законите Република Македонија, избоксува нова лето. Ќе викне, значи, Советот на јавни обвинители да ја распраша што прави, што работи за 4 милиона евра годишно буџет на неколку луѓе. Нема да ја праша секако за сообраќајката на нејзината прва помошничка и за тоа кој се бил во аутото, во тој дел тамо во поречието, меѓутоа ќе ја прашаат како, прво дали, а второ и како го составила записникот од преземањето на кутиите со кондури од Зоран Заев. Затоа што тој најави 1 кубик и дури кажуваше колку е кубик, од овде до онде, од мене до тебе, од така објаснуваше емисија, иако е кубик метар на метар, мислам, многу просто е тоа.
Не треба премногу школа, а не треба ни да си лидер на опозициона, најмоćна опозициона партија за знаеш колку еден кубик. Сега тој еден кубик за жал не стигна кај Катица Јанева, стигна петина кубик, четвртина кубик. Другите 3/4 од кубикот ќе ја распрашуваат утре или заутре Катица Јанева каде е, а и овај дел од кубикот што го примила да каже како е примен, дали е според закони, според прописи, според процедура, дали е изготвен записник, записникот бара попис на материјали. Значи било кој да го прашате што да кажеме му правеле претрес на стан, на канцеларија, на работна просторија и така натаму, што кој бил предмет на полициска обработка. Секаде има записник кој се воци прецизно и на кој на крај мора да се потпише, значи што точно се зело. Документ овој, предмет тој, пиштол со ова, тој, да, значи прецизно. Сега Советот на јавните обвинители малку ќе ја распрашува обвинителката која сама сака да распрашува и за жал по нејзе Советот на јавните обвинители не предложи да ја распраша неја преку Facebook, ниту преку Twitter, ниту преку таа играта Фарма, не знам како си, туку ќе мора да оди во живо да присуствува на седницата на Советот на обвинителите и таму да одговара пред своите колеги. Сега малку да им го земам лебот на колегите од спортската редакција на Радио Слободна Македонија. А во врска со ракометот, ја не сум некој фан на ракомет како спорт. Затоа што сметам дека фудбалот е спортот на спортовите, таму го сметам дека е многу тешко да упариш 11 играчи плюс голема клупа и плюс тие што се надвор од клупата и тоа да го држиш под контрола, затоа во светот има само неколку врвни светски фудбалски менаџери, не поише од 4, 5, 6, другото е се иди ми, дојди ми. Велам во однос на фудбалот, кошарка, ракомет, тоа се смешни колективни спортови, но тоа е, збориме за спорт. И утоа кој игра македонската репрезентација, која и да е, кошарка, ракомет, фудбал, јас оддавам силна почит и ми се допаѓа еден пост денеска на Facebook кај што еден пишува да заклучиме, ако не постои ракометна репрезентација на Македонија, просечниот век на живот на македонците ќе беше поголем за 6 до 8 години. Оти толку луѓето со срце, со душа приаѓаат при гледањето на нашите ракометари, нашите херои. Па во тој контекст сметам да кажем, јас сум бил на многу надпревари светски, професионално, кога бев спортски новинар, светски првенства, фудбал, олимпијади и така натаму, формулите, реков ми рече, меѓутоа сум бил и како турист, например, на светското првенство во ракомет во Хрватска, во Вараждин, кога беше една од најубавите атмосфери и така натаму. И кошарка исто. Со тоа што ова првенство во Полска го следам на телевизорот дома. Она што сакам и зашто разговарам на оваа тема е само едно. Сите репрезентации на Македонија, сите спортисти кои не представуваат, без разлика дали во тој момент имаат или немаат успех, тоа е спорт, топка, статива, судија, среќа, ден. Сите тие представуваат оваа држава и сите тие треба да бидат супортирани од нас без разлика дали победили, изгубили или изиграли нерешено. Многу пати ќе не разочараат, тоа го прават фудбалерите веќе неколку години поред. Некогаш очекуваме премногу од нив како што е од кошаркарите или од ракометарите. Меѓутоа, тие се тие што нас не представуваат, тие се тие што го носат името на оваа држава низ целиот свет. Тие се тие кои се нашите репрезенти, тие се ние, само во мала група суперспособни спортисти. Така да, изживувањето со фотошоп на фотографијата на радоста на македонската
reprezentacija во соблекувалната во Полска со знамето од Вергина, односно со знамето од Кутлеш, а тоа да биде променето и да се става знаме на ЛГБТ заедницата, што ниеден од тие ракометари секако не е и ниеден нормален македонец не е, и на тоа ЛГБТ знаме додатно па да се стави четирите свети букви на македонецот ВМРО, тоа е од долно подолно, од гнасно погнасно, од одвратно по одвратно. Ако некој не си ја сака државата, тој нема да ја сака ни репрезентацијата. Ако не ја сака репрезентацијата, нема да сака ни да ги гледа тие спортисти наши, кои денеска се овие, други по 2 години ќе се други овие, ќе останат, ќе отидат, ќе ја завршат кариерата. Значи, тој што не си ја сака државата, не си ја сака ни репрезентацијата, не си ги сака ни своите представници, не си сака ништо, ни граница, ни војска, ни полиција, ни влада, ни уметност, ни опера, ни филм, ништо не си сака. Такви за жалете има секаде, има и у другите држави, ама овие кај нас се покажа најгнасно и најдолно во текот на денешниот ден со фотошоп, со одземањето на радоста на нашите ракометари, нашите јунаци во Полска и развиорувањето на знамето од Кутлеш да го сменат со знаме на она со разни бои, Rainbow, едно знаме карактеристично за ЛГБТ заедницата низ целиот свет. Во репрезентацијата на Македонија не игра Коче. Во репрезентацијата на Македонија не игра како оној тамо еден, како го вика Наич со српско презиме, актер. Не играат тие. Во репрезентацијата на Македонија не игра Ацо Кабранов, полноќен дувач, што би дошол исто како полноќен каубој. Не игра Борјан Јовановски. Играат мажишта, играат луѓе, игра Борко, игра Кире, игра Манасков, играат македонци со големо срце, без разлика како ќе се резултатите во следнава група сега, без разлика како ќе оди се тотото, све исклучително тешки противници, Хрватска, например. Јас си посакувам све најдобро и ги уверувам дека неколкуте слики, нашите репрезентативци ги уверувам, дека неколкуте слики од изроди македонски, кои се појавија на интернет, се само тоа, слики од поединци, изроди, кои гнијат во собствената немоќ, гнијат во собствениот измет, гнијат во собствената апсолутна деструкција. Од името на Радио Слободна Македонија и од моето име им посакувам многу здравје, среќа, успех, радост на нашите ракометари и комплетната ракометна експедиција во Полска. Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Миленко Неделковски, попладневно радио шоу започнува. Houston, we have a problem.